Управниот одбор на комуналното предпријатие Водовод утврдил нова, повисока цена на чинење на кубен метар геотермална вода, што во иднина треба да ја плаќаат корисниците на топла вода приклучени на системот геотерма. Поскапувањето е за 123,5%. Според одлуката што е донесена на седницата одржана на 26 септември, наместо 33,82 денари, од сега корисниците ќе треба да плаќаат по 75,61 денар за потрошен кубен метар. Калкулацијата за промена на цената е изработена од стручниот тим на комуналното предпријатие Водовод и е во согласност со тарифникот што се применува од 1 јануари 2021 година. Цената од 75,61 денар за кубен метар геотермална вода ќе се применува од 1 октомври оваа година, се истакнува во одлуката на управниот одбор на Водовод. Пред околу 7 години, владата која беше надлежна за утврдување на тарифникот, одреди дека концесиската цена на геотермалната вода изнесува 12 денари за метар кубен, на што се додева и просечната цена на килограм мазут. Висината на цената на геотермалната вода до пред крајот на 2016 година ја одредуваше Регулаторната комисија за енергетика. Со измените во Законот за енергетика, надлежностите преминаа на локалната самоуправа. Токму заради тоа, барањето за одредување на новата цена на геотермалната вода е доставено до Советот на општина Кочани, кој треба да го разгледува на седницата што е закажана за петок. Намалување на класичниот криминалитет за околу 13% е регистрирано на територијата што ја контролира одделението за внатрешни работи од Кочани. Во првата половина од оваа година, во споредба со истиот период лани, извршени се 201 кривично дело, за кое се поднесени 187 кривични пријави. Кај најголемиот дел, односно за 114 дела, сторителите не се откриени, а во 87 случаи лицата кои ги сториле кривичните дела се познати. Карактеристично за периодот од Нова година до Илинден е што кратците извршиле 79 тешки кражби, што споредено со истиот период лани е намалување од 44%. Најголем дел од кражбите се извршени во куќи и викендички, а во 2 случаја ограбени се и верски објекти. Исто така, во 10 случаи биле пријавени кражби на електрична енергија, а во 1 случај имало разбојништво. Исто како и минатата година, и во првата половина од оваа имало 1 случај за убиство во обид, како и 1 случај за загрозување на живот со орудие при тепачка. 7 случаи на семејно насилство пак завршиле со нанесување телесна повреда. Семејното насилство и понатаму е една од најчестите форми на загрозување на сигурноста на лицата во околината на извршителот. Во текот на првото полугодие од оваа година, во полицијата регистрирале дека се извршени вкупно 21 такво кривично дело, што представува зголемување за повеќе од 100%. Најчесто семејното насилство било извршено од сопруг над сопруга, како и од дете над родител, но и од родител на дете. Во првото полугодие, во првите 6 месеци од оваа година, прибрани се основани сомненија дека како сторители на делата вкупно кривично пријавени се 141 лице. Од нив 16, односно двојно повеќе од лани, се малолетници, а од малолетниците пак 7 се деца. Како повторници во извршувањето на кривичните дела биле пријавени 22 лица, од кои 15 полнолетни и 7 деца. Заедничка акција со благородна цел организираа родителите на децата и вработените во клонот Цветови на детската градинка Павлина Велјанова. Пристапот до објектот, што со години беше отежнат поради комуналната несреденост, го покрија со користена асфалтна маса, што претходно е одстранета при реконструкција на улиците. Одзивот на родителите за акцијата беше добар и тие со сопствен алат, како и со помош на механизација, го тампонираа земениот простор од неколку стотини метри квадратни, што претходно во зависност од временските услови беше каллив или прашлив.
проблемот кој се провлекува низ годините, делумно ќе можеме да го решиме, но не и целосно, но се надевам дека во блиска иднина дека ќе го решиме и целосно проблемот. Проблемот беше во тоа што во одредени временски услови пристапот до градинката се одвиваше многу отежнато и сметам дека со ова ќе им овозможиме на родителите и на вработените да имаат подобар пристап до градинката. Сакам да се заблагодарам на родителите, голема благодарност до нив, голема благодарност до вработените, до локалната самоуправа на општина Кочани и до јавното претпријатие Водовод општина Кочани. Објектот Цветови што се наоѓа кај градскиот пазар во Кочани подолг период има нерешено просторно прашање околу приодот и паркингот од правец на улицата Гоце Делчев. Во есенскиот и зимскиот период отежнат е пристапот за родителите кои ги носат децата овде, поради што тие беа принудени да доаѓаат со возила до самиот влез за да ја избегнат калта или прашината. Иницијативата и реализацијата на акцијата заслужува пофалби и за родителите и за вработените во градинката и може да биде добар пример за слични граѓански активности. Општинската библиотека Искра од Кочани се вклучи во одбележувањето на 26 септември Европскиот ден на јазиците. На настанот, што се одржа под мотото «Нов научен јазик, нова визија за животот», беше истакнато значењето од познавањето друг јазик освен мајчиниот, како можност за подобро меѓусебно познавање и разбирање на културните, социјалните и другите разлики меѓу луѓето. Во соработка со Јалчан Неджипов, дипломиран правник, национален лидер на движењето Аваја, Серџе Мемедова, студент на правен факултет и член на движењето Аваја и ученици од основното училиште Раде Кратовче, ќе се приклучиме кон свеченото празнување на овој ден. Ние денеска ќе ставиме акцент на ромскиот јазик, ќе се запознаеме со традициите, обичаите и културата на ромскиот јазик, со цел да создадеме подобри меѓусоседски односи во нашата општина. За настанот по повод одбележувањето на Европскиот ден на јазиците беше најавена и промоција на книжевното дело Денот на црвот од Симона Јовановска, кое е прогласено за роман на годината од страна на фондацијата Славко Јаневски. Меѓутоа, поради објективни причини, промовирањето не се одржа, а од библиотеката Искра информираа дека тоа ќе се реализира наскоро. Извидничкиот одред Ластовица од Кочани повторно ги интензивира своите активности со доаѓањето на есента и почетокот на новата учебна година. Минатиот викенд беше организирано пешачење до врвот Туртел на планината Плачковица. Нова активност имаше 30 деца и 10 возрастни учесници. Меѓу нив, освен старешините на одредот, дојдоа и родители, наставници и други сограѓани кои сакаат во живо да ги видат и почувствуваат извидничките благодети. Патеката до Туртел, во должина од 14 километри, беше помината за околу 4 часа активно пешачење. Погледот што го имаа учесниците на маршот од надморска височина од околу 1700 метри, како и попатните совети и искуства од извидничките старешини, ги оставија без див. Покрај овој марш, во тек е редовната промоција на извидништвото по основните и средните училишта во Кочани. Преку кратка презентација, неколку водичи од Кочанскиот извиднички одред Ластовица ги запознаваат присутните со главните цели и активностите на извидничкото движење, а запишуваат и нови членови. Предходно, представници на одредот учествуваа на извидничките средби во Велес, како и на младинскиот едукативен камп што го организираше Општинската организација на Црвен крст од Кочани. Со тоа, извидниците покажуваат дека се најактивната и најмасовна организација што се однесува до младинскиот активизам. Следната активност што ќе организира извидничкиот одред Ластовица ќе биде во паркот на Револуцијата во Кочани, во склоп на манифестацијата Денови на Кочанскиот орис. При тоа ќе бидат промовирани интересни извиднички содржини.